Пред да започнам умилијата, браќи и сестри, сакам да ви заблагодарам на сите вас кои на еден или друг начин се заинтересиравте зошто бев подолго време одсутен. Директно да ви кажам, бев на некоја хируршка интервенција која траеше одредено време и која ми требаше опоравок за повторно да бидам овде помеѓу вас. Меѓутоа, многу ви благодарам затоа што тоа значи она што го вели Евангелието, а кога бевте болни ве посети некој, како да го посети самиот Христос. Кога се интересираме за некој кој од нас или меѓу нас е болен, се интересираме за самиот Христос, зашто Христос е во болниот. Ама колку голема утеха за тој што е болен е интересот за другите дека не го остават. Најчесто кога човек е изнемошта, никога не очекуваат некоја придобивка од него, луѓето го оставаат. Меѓутоа, толку тоа е веројатно и најголемото, да не го оставиш човека кога е немоќен. И тоа покажува кога е болен, да имаме интерес за некого. Не можевме секако со сите вас да контактираме во времето кога бев одсутен, меѓутоа ги добив од сите пораките, а многу поважно или најважно е што вашите молитви Господ ги слушна. И јас да не дознав дури дека се интересирате, и тоа не е толку важно, колку што е важно што Господ знае за вашата грижа. И на неа ви благодарам. Ви благодарам што покажува дека ние сме едно во Господа. И кога е некој болен, како да сме самите ние болни. Тоа е грижата. Вели во денешниот свет апостол: еднаш кога одевме на молитва по патот не сретна една слугинка која имаше гатачки дух. Како во ова време да кажува, затоа се многу важни овие дела апостолски, затоа што се опис на тоа што се случувало во апостолско време. А тоа сите нас не интересира. Денеска дури некои многу зилотски расположени велат зошто не работите или не правите како што правеле во апостолско време. Не можеме да се вратиме во минатото. Ние сите знаеме од минатото дека можеме да учиме, да се поучиме по нешто, ама да се вратиме во минатото не. Ама ова што го прочитавме, дека во тоа време имало некоја жена со гатачки дух, како да не пренесува во тоа време. Отиде не си имаме такви луѓе со гатачки дух, кои за жал мислат дека му служат на Бога. Исто и оваа жена мислела дека му служи на Бога. Тоа е прелеста која ја прави нечестивиот кај тие луѓе. Јас се сеќам, уште бев лаик, не бев во чин, работев како жени, и доаѓа една жена бара дозвола за црква, сакала да гради. И зошто да гради црква? Зошто ми ти покажува рацете цели синејци. Вели, затоа што ме тепа ноќе светителот и ме тера да ја направам црквата. Сега, вие кои сте внатре во Евангелието со години, можете да помислите дека Господ насилно нешто сака да направи. Веднаш го исклучуваме тоа, што значи дека прелеста ја прави ѓаволот. Или како од Господ да доаѓа, како да е тоа Божја наредба, и вели на таа жена, ти треба да изградиш црквата.
Тоа е зашто ќе да гастач ке сели понатаму и друго. Ама дека не е од Бога важно е. Тоа го констатираат и апостолите и ќе видите како. На своите господари им донесуваше големи приходи од гатањето. Тоа не се мали приходи. Луѓето кои гатаат, не гатаат за без пари. Ако велат, остави колку сакаш на икона. Ти пари кои ги користи после, да не ги користи општината, да не ги користи за да градба на патишта. Не, ги користи пријатно човекот кај што одиме, кај што одат луѓето, да не речем одиме, кај што одат и бараат помош преку тоа тој да им гата. И оставаат одредена сума, ниту мала, затоа што не прилично кога бараш помош, пак да оставиш нека мала недолична сума. Тука в црква често пати остават луѓето на недолична сума, 10 денари, свигајќи пати мислат, кој знае колку пари си собира црква. А кај гатачите остават големи пари. Од тие пари не сакале да се откажат неизините, така да речем, работодавци. И затоа постапуваат понатаму така како што ќе прочитам. И одејќи по Павле и по нас другите викаше, зборувајќи, овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го навестуваат патот на спасението. Сгрешила нешто? Ништо не сгрешила гатачката со ова што го кажа. А зашто апостол Павле после тоа го изгони неизиниот дух, кој го изгонува? Затоа што и вистината кажана од нечестијот е полувистина. Односно, вистина во наводници, за да се придобие некој со таквата вистина и понатаму да почне да се манипулира. Таа не е вистина во цело за да спасува, туку вистина за да освои. Има и таква вистина. Вистина да освои. Со таква вистина настапи оваа гатачка. Значи, вистина е дека тие луѓе го отвараат патот на спасението, апостолите и вро. Ама шо дека тоа е вистина, ако пак повторно проложат луѓето не да и веруваат. Таа значи ќе користи, ја користи вистината за да ја докаже, за да успее понатаму да ја докажува собствената лага. И вели, тоа го правеше многу денови. Значи, многу денови зборуваше апостол Павле, си молчеше, затоа што тешко е да влетиш во војна со демонот. Тоа не е едноставно. Човек кој влегол во војна, тој знае. И ќе почне да се расправа и тоа што му се случи, веројатно и го очекуваше апостол Павле. Некој ќе бидат затворени, некој ќе бидат изгонети, и така им се случи, ќе се слушнете понатаму. И кога му додаа на Павле, тој се сврти и му рече на духот, ти заповедам во името на Исуса Христа излези од неа. Каква сила е тоа? Сила на апостолот која пребива и во нас, во свештенослужителите, само често пати не можеме или не знаеме да исполнуваме. Да мршиш на ѓавол, ајде излези од тука, немој да ја мачи, реке жената. Колкава сила е тоа? Сила е затоа што сите знаеме колку е силен ѓавол. А не е кој посилен од него, кој апостол Павле. И тој му вели излези, и тој го послушува, излегува. И излезе, вели, во истиот час. Не можеше, значи, како да му се спропистави, да му речи, уште малку заими,
уште некој ден да ги лажам луѓето. Не може тоа да го каже и тоа ќе биде голема лага и тоа веднаш ќе биде препознат. Нечестивиот, меѓутоа веднаш вели излезе. Штом видоа нејзините господари дека пропадна надежта за нивното богатење, ги фатија Павле и Сила и ги довлечка до плоштадот кај началниците. Нема потреба што да толкувам, ова е јасно. И кога ги приведоа пред управниците, рекоа: овие луѓе, што се јудејци, го бунат нашиот град и проповедаат обичаи што нам како римјани не ни доликува, ниту да ги примеме, ниту да ги извршуваме. Не им беше целта на тие луѓе што ова го рекоа, дека нив како римјани не им доликува, туку затоа што го беа профитот. Тие видеа дека кога излезе духот на злобата од жената, што гарташе, веќе не може да имат профит. Ама ако не може да имат профит, тие ќе се борат против оние кои го истераат духот на злобата. Не сум сигурен дека со сигурност знаеа во тоа време дека тоа им го прави ѓаволот и духот на злобата. Долго време требаше христијанска историја, духовништво и побожен живот за да се откријат злобните дела на ѓаволот. Од времето, дури до времето Христово не се знаеше колку ѓаволот и на кој начин, како перфидно делува меѓу луѓето. Сега ни во христијанско време се повеќе се учи и се знае за тоа како делува ѓаволот. Тогаш народот се нафрли на нив, а управителите, штом им ги раскинаа лиштата, започна да ги тепаат со стапови. И откако многу ги спотепаа, ги фрлија во затвор и на затворскиот стражар му наредија да ги чува добро. Секогаш, браќи и сестри, знаете, тоа е најлошата работа кај луѓето, кога не можат да се справат со збор, со логика, со начин поинако. Тие сакат да го тргнат човек. И два начини пат, или ќе остават во затвор по блага форма, или ќе го бият. Ама скоро и двата се исти, затоа што сакат да го тргнат човека, да не им смета на патот, како да им е препрека на патот по кој одат. И тие сакат да го тргнат. Ете, тоа исто им се случува и на апостолите, кои сакат да бидат, кои управителите на градот сакаат да ги нема и да бидат тргнате. Тој, управникот на затвор, штом прими таква заповест, ги фрли во внатрешниот дел од затворот и нозите им ги стегна во клада, за да не може да дури ни да мрднат. Замислите сега, има можеби некаде во некои затвори така, сега во посовремените затвори во Европа нема барем така, ако не казнат некој до таа мера да правил неред, не му ги врзуваат и ноцете и рацете и целиот да не може да мрда, значи да биде само во едно место. Со таква казна ги заврзале апостолите во затворот. Наполно ги пак Павле и Сила се молеа и му пеа благодарствени песни на Бога. Одеднаш настана голем потрес, така што темелите на затворот се поместија. Значи да одеднаш, како земјот заси, веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпадна. Тоа е
чудо, интервенција Божја, поинаку никако не може да се протолкува. Се отворат вратите заклучени во затворите, мислете, да се отворат вратите и оковите на сите да отпаднат. А стражарот на затворот, кога дојде при свест, ги виде вратите на затворот отворени. Извади меч и сакаше да се убие, зашто помисли дека затворениците избегале. Што да прави? Да мине во тоа време. И сам да не се убиел, ќе бил убиен од некој од, ајде да не речем, од царото управителот. Затоа што голем неред е тоа да му избегат затворениците, и тоа не е еден. Меѓутоа, но Павле викна со силен глас и рече: не прави си никакво зло, бидејќи сите се овде. И тој побара светло, се стрча и растреперен падна пред Павле и Сила. Па откако ги изведе надвор, рече: Господо, што треба да направам за да се спасам? Гледате, еден момент треба човек да се преуми. Немојте, често пати мислиме дека децени не се преумува. Нема ваков интензитет, може. Да мислите да го видите неможното. Не може да се отвора вратите на затворот. Не може да паднат хладите, врталките на нозете на сите. И сите да бидат тука, и никој да не избега. Тоа не да вика чудо. Тоа го воодушевува овој управник на затвор. И затоа паѓа пред Павле. Овој чудо само вие што пеете, што се молевте, вие го направите ова, а во суштина се добро да заврши. А тие му одговорија: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш, и ти и твојот дом. И му го проповеда словото Господово нему и на сите што беа со него во неговата куќа. Во истиот час тој ги зеде и им ги изми раните. Потоа веднаш беше крстен тој самиот и сите негови домашни. Тогаш ги одведе во куќата своја, постави трпеза и се зарадува целиот негов дом, зашто поверува во Бога. Јате како чудо прават апостолите. Чудо, за нас изгледа чудо преголемо. Меѓутоа, тоа е секојдневен живот за луѓето што живеат со Бога. Ние сме веројатно малку оддалечени од тој живот што ни изгледува дека е чудо. И голема работа, и секако дека е голема работа. Меѓутоа, ние христијаните сме повикани вакви големи работи да правиме. Зошто? Зашто имаме сила? Не, зашто живееме со Бога. И животот му го поклонуваме на Бога. Ето истиот апостол Павле вели: не живеам веќе јас, туку живееме Христос во мене. Кога ќе почне така човек да живее, не живеам веќе јас, туку живее Христос во мене, тој ќе може да го прави ова. Зашто Христос го прави ова, не го прави Павле. Павле нешто може, поеќе не може, отколку што може. Иако е голем, иако е величина, меѓутоа го прави Христос тоа. Кога ќе научиме Христос да го прави, тоаш ќе знаеме сите дека Господ со нас пребива и во нас пребива. И него ќе му го проповедаме на Господ. Да сте драги и живи, браќи и сестри, милоста Божја да биде со вас.